Убаво е на Видиковец, од овде се гледа цело Скопје. Но во есен и зима градот го нема, се губи под густа магла и сив смог. Тоа не е природна појава, туку слика на едно запуштено, загадено и загушено Скопје. Дали дишаме воздух или отров? Скопје е еден од најзагадените градови во светот. Тоа не е само статистика, туку сурова реалност што ја чувствуваме особено во зимските месеци, кога маглата не е само временска појава, туку символ на 4-годишниот институционален неуспех и негрижа на ВМРО ДПМН. Бидејќи општините имаат клучна улога во справувањето со загадувањето. Најголемиот дел од загадувањето доаѓа од греењето од домакинствата, особено со влажни дрва, јаглен и отпадни материјали. Индустријата започна да инвестира во технологии за намалување на емисиите, но потребни се уште инвестиции и сериозен мониторинг. Промена не може да се случи преку ноќ, но не треба граѓаните да се гушат уште 10 години за да ги видат првите резултати. Јас не можам да ви ветам чудо, туку конкретни решенија. Стојам овде пред вас и велам дека имам план. Во првата година забрана за користење на нееколошки горива во подрачја со достапно парно греење и задолжително поврзување на новоизградените стамбени згради на системот за централно греење. Јавни објекти со еколошки системи, субвенции за граѓаните да ги заменат старите со еколошки системи за затоплување, засилени инспекции на терен, но пред се чистење на градот од отпад. Во првите 3 години елиминирање на главните извори на загадување, субвенции за енергетска ефикасност за најранливите категории граѓани, модернизација на јавниот превоз, велосипедската и пешачката инфраструктура. На долг рок нудиме решенија за целосна транзиција кон одржлив начин на затоплување во јавните објекти, градска топлинска мрежа со гас и обновливи извори на енергија, изградба на зелени коридори за почист воздух, имплементација на БРТ системот. Скопје мора да биде град со чист воздух. Ова не е само еколошко прашање, овде се работи за здравје и квалитет на живот.